Почитувани представници на медиумите, ви благодарам на присуството. Дозволете да се обратам и го кажам ставот мислењето на партијата на три теми денеска, нешто околу економијата, понатаму ова што се случува со пожарите во Вардариште и Дрисла и околу скандалот со Агенцијата за национална безбедност. Прво тоа што граѓаните ги мачи секој ден најмногу, а тоа е економијата, нивниот стандард. Жалам што вчера премиерот кажа дека нема намера да се интервенира во цените на производите, вклучувајќи ги основните прехранбени продукти, практично потврди тоа што ние цела година наназад го зборуваме, а тоа е дека нема намера да им излезе опресред на потребите реални на граѓаните, дека нема намера да балансира помеѓу големите трговци, големите маркети, понатаму помеѓу работниците и газдите. Практично вчера власта им порача на граѓаните, оставени сте сами на себе. Дали е тоа заради тоа што власта е занесена, сега се осеќа многу мокна, нема контакт со реалноста, но факт е дека стандардот на граѓаните е намален по повеќе основи. Прво оставија инфлацијата да ги срози целосно платите, односно штитејќи ги интересите на бизнисмените, блиски до власта, дозволија цените едноставно да дивеат. Премиерот изјави дека инфлацијата забавува значително, меѓутоа тоа не е вистина. Статистиката не лаже. Македонија има инфлација меѓу највисоките во Европа. Просечна инфлација во Европската унија изнесува 2,1%, а кај нас во август е двојно поголема 4,4%. Растот на цените не запира. Во август годинава, споредено со август лани, се зголемени за 4,1%, само прехранбените производи се поскапи за 6,7%, а дури за 11% во август се поскапени зеленчукот и овошјето. Синдикалната потрошувачка кошничка за август месец годинава е над 65.000 денари. Ова е единствената влада и во регионот и секаде во Европа, која што овој раст на цени го релативизира и ги остава граѓаните сами без апсолутно никакви мерки за помош. И ова нема никаква врска со некаква трета или четврта економија во Европа, како што премиерот сака да прикаже, туку е само доказ за неспособноста и незаинтересираноста на владачката коалиција да им помогне на граѓаните. Веќе ниту пропагандата не верува во тие приказни за економски раст, затоа што граѓаните се тие кои што знаат како се живее, тие едноставно не може да врзат крај со крај во тековниот месец. Сите земји во околината имаат соодветни мерки. Во Албанија последната година се воведува минимална плата од 500 евра, Србија најавува раст на 550 евра, само нашите граѓани остануваат заглавени во сиромаштија поради политиката на власта. И со ова треба да биде јасно едно. Дефинитивно е срушен митот за некаква економска способност на ВМРО-ДПМН или дека е тоа партија народна и блиска до граѓаните. Во однос на загадувањето и пожарите, да кажам дека после 10 дена пожар во Вардариште, еве сега неколку дена и Дрисла, граѓаните практично се гушат. Скандалозна е изјавата на премиерот дека, знаете, загадено е, може би изгледа така, ама нема доволна количина на честички, кога луѓето знаат како диша синоќа, вчера, пред 2 дена, мајките во аеродром и околните населби ги прибираат децата дома, уклучуваат прочистувачи за воздух, а власта не прави ништо. Едноставно таму луѓето дишеа чад сериозно, е загрозено здравјето на граѓаните во цело Скопје, посебно во населбите околу Дрисла и Вардариште. И таквиот став на власта, таквата изјава на премиерот во најмала рака е непочитување на граѓаните. Едно е да грешиш во политиката, друго е да немаш капацитет, ама да ги игнорираш проблемите, како што тоа се прави на секоја тема,
е нешто што е скандалозно. И досега ниту една влада во Македонија не се однесувала вака со проблемите на граѓаните со секојдневните проблеми. Дозволете уште неколку зборови за скандалот со АНБ. Упорно баравме и бараме декласификација на материјалите, гледаме дека таква активност нема. Не знам што ВМРО-ДПМН мислеше кога го пушти скандалот и преку својата партиска говорница и преку своите портали дека ние ќе се исплашиме, но ние немаме од што да бегаме. Вистината е една и таа ако излезе на виделина, ќе видат граѓаните дека во време на владење на СДСМ немала апсолутно никаква злоупотреба на Агенцијата за национална безбедност, ниту некакво незаконско пратење или прислушување. Се што треба да направи владата е материјалите да ги декласифицира. Жалам што вчера ниту на пратениците не им бил даден увид во тие материјали, иако тоа се пратеници кои што имаат соодветни безбедносни сертификати и со тоа на некој начин е погазен уставот. Не може во име на судската власт да се целосно занемари улогата и јачината на законодавната власт. А тоа е само уште еден доказ дека вистината не сака ВМРО-ДПМН да излезе на виделина, поради тоа што ќе им пукне ова како петарда во рацете, односно ќе биде сосема јасно дека тие сакале да конструираат афера во прилог на подгревање на некаква предизборна атмосфера. Да видиме од тие декласифицирани материјали кои луѓе или кои групации биле пратени. Дали премиерот комуницирал со тие групации или со тие луѓе? Зошто тие луѓе или групации биле пратени? Да видиме дали имало злоупотреба во насоките дадени кои луѓе или групации требало да бидат пратени. Во истиот контекст дали тие и такви луѓе биле прислушкувани. Зашто има потреба да се плаши некој, зашто има потреба да се замајува јавноста, зашто има потреба да се бега од вистината. Прост е механизмот. Може да декласифицира институцијата која што тие документи ги класифицира, тоа е самата Агенција за национална безбедност. Не е изговор тоа дека материјалите биле сега во јавното обвинителство и не може да им се даде на увид на пратениците. Секогаш има материјал, копија кој што останува во таа агенција. Апелирам да се направи ова, да не се бега од вистината, затоа што ние ниту од нешто бегаме, ниту СДСМ нешто крие, ниту се плаши од нешто. Нека се декласифицираат тие материјали, да се види дали имало некаква злоупотреба.